Еве се враќаме во отвореното студио 1. Јас сум Сашо Ордановски, со мене е колегата Дејан Андоновиќ и денеска наместо да разговараме за некаква тешка, компликувана политичка светска ситуација, ги има секој ден. Да. Решивме наредните минути да ги потрошиме за еден феномен, Дејан, кој што руши светски рекорди, односно американски рекорди во самата Америка. Се работи за? Се работи за книгата на поранешната прва дама на Соединетите Американски држави, односно сопруга на поранешниот претседател Барак Обама, Мишел Обама. Таа издаде својата втора книга, која е на некој начин да се биде Мишел Обама, која на некој начин е своевидна исповед или мемуари за тоа ништо таа се поминувала во својот живот и оној дел кога била во Белата куќа, што е и како многу интересен, но интересен е и за самите американци кои сакаат малце да завират во приватноста на познатите и мокните луѓе во светот. Мишел Обама, самиот факт дека првиот ден книгата е продадена во рекордни 750.000 примероци, кажува само колкав интерес буди кај американците. Книгата која се вели Becoming, тоа значи да се стане. Да се стане. Обама има 3 дела. Во првиот дел го опишува своето детство, госпоѓа Обама, потоа средбата со идниот председател, со нејзиниот сопруг и на крај искуствата од First Lady. И заминувањето. И заминувањето. Ние имаме еден прилог кој што ќе го пуштиме конкретно овој разговор. Тоа е едно многу занимливо представување интервју на колегите од ABC News, ќе ни простат, се работи за неколку минути кои што ги превземавме. Но сепак можеме да ги емитуваме, зашто да не е во интерес на нашата публика. Така е. Мишел Обама и Барак Обама подпишаа со едно од најголемите издавачки куќи во Америка, со Penguin Random House, подпишаа $60 милиони договор за издавање на оваа книга и потоа мемуарите на самиот председател, кои се во фаза на пишување. А од оваа книга, само ќе подсетам, од оваа книга на Мишел Обама се очекуваат рекордни 30 милиони, најмалку 30 милиони долари добивка, така да се работи за една огромна интерес на американците, веројатно и на целиот свет, но ајде да зборуваме за американците. Она што е исто така интересно е дека издавачката куќа планираше 1,8 милиони тираж, но го покачи после првиот ден од 750 на 2 милиона и 600 тираж на книги. Прв тираж на оваа книга, така да е интересно бидејќи Мишел Обама има напишано уште една книга 2012 година, но тогаш таа темата била градинарство. Така да морам да кажем дека издавачката куќа прави нешто што досега не е направено во Америка и веројатно затоа книгата ги руши рекордите. Имено за промоцијата на книгата тие закупуваат цели стадиони каде што се прави американски фудбал, Мислам дека се негде околу 8-9 стадиони почна во Чикаго минатата недела, треба да завршат во, ако не се лажам, во Флорида, јас мислам, не. Ја мислам дека добро, не е важно. Различни беа информации. Но веќе се распродадени сите седишта, се е распродадено. Мислам дека негдека закажуваат и по 2 пати промоција. 8 или 9 локации се веќе распродадени, што само укажува колкав е тоа колкава медиумска интерес има. Така е. Картата е негде меѓу 100 и 1000 долари по седиште. Во зависност каде, дали е во фан-питот или е горе. Па сега вие видите колку тоа чини. Книгата е интересна, пред да го видиме, нели, прилогот, интересна е што таа ги споделува некои своји лични, приватни чувства што ги имала и како девојка, и како жена, и како прва дама, и замерањето, замерката кон новиот председател Доналд Трамп. Тоа сакав да го прокоментирам, дека била шокирана кога дознала кој ќе дојде на местото на незиниот сопруг, откако ја видела кампањата како расистички Трамп настапува против Барак Обама, како да е многу важно дали е роден во Кенија или на Хавај. Имено да подсетам, Трамп во својата предизборна кампања го напаѓаше Барак Обама дека е муслимански фундаменталист, дека е роден во Кенија, дека не е американец, што дополнително Барак Хусейн Обама, како се реши така. И тоа дополнително на некој начин во книгата се гледа колку Мишел практично како негова сопруга и спаштала, бидејќи тоа не емала работа. Сепак и самата Мишел е една икона во американската култура и субкултура. Ако не се лажам, во последните 7-8 години беше 3 пати на насловните страници на Vogue, што се смета за исклучително голем. Па злобниците велат дека и Меланија Трамп е се уште под сенката на прва дама на незината предходничка, ако можам така да кажам, но Мишел Обама е нели прва црномуреста прва дама, така да. Да, ќе видиме и од прилогот колку тоа интересно звучи, но само да кажам уште дека
Сите американски председатели по одењето од својата функција потоа пишуваат книги. До сега книгите на претходниот председател Џорџ Буш и на Клинтон беа продадени негдека нешто над 2 милиони примероци тираши тие две книги. Ова мислам дека ќе ги пробие сите рекорди, а веројатно кога ќе се појави веројатно книгата на нејзиниот сопруг, тоа ќе биде во неколкукратно поминување. Само ќе потсетам дека улогата на Барак Обама, освен што беше прв црноморец председател, и натаму е очигледно силна, да потсетаме дека пред овие полуизбори кои се случија минатата недела за Конгресот и Сенатот беше вклучен и Барак Обама, иако е човек кој изгора 2 председателски мандати, веќе никогаш нема да може да се кандидира на председателската функција, но сепак очигледно неговата улога оставила некаков траг во американското општество. Како да не, многу длабок траг. Очигледно. Јас предлагам да го погледаме прилогот на ABC News во нивното прочуено утринско шоу и мислам дека со тоа на гледачите ќе стане многу појасно, а потоа после тој прилог следува нашата редовна кујна, бидејќи Маја ќе видиме што ќе ни изготви. Режија, ве молам прилогот од ABC. Now we're going to go to your exclusive, Robin, with Michelle Obama. She's preparing to release her book, as you said, her memoir, Becoming. And boy, in the book and also in this interview with you, she really digs deep. She is extremely revealing. She does not hold back. She's been in the public eye for more than a decade and very open, honest. Now she's sharing personal stories about everything from her struggles to getting pregnant to how she and her husband worked through challenges in their marriage. In her book, Michelle Obama calls this part of her story Becoming Us, about the meeting and marriage that would transform the trajectory of her life and challenge her in ways she would never expect. You ready to talk about Barack? Who? You ready to talk about... While their mutual affection has always been on display, now for the first time, Michelle is opening up about parts of their marriage she held deeply private for years. First, infertility. She writes, "It turns out that even two committed go-getters with a deep love and robust work ethic can't will themselves into being pregnant." She did get pregnant, but then weeks later, she miscarried. I felt lost and alone, and I felt like I failed because I didn't know how common miscarriages were, because we don't talk about it. We sit in our own pain, thinking that somehow we're broken. She reveals that it was with the help of infertility treatments that Malia and then Sasha were finally conceived. The biological clock is real because egg production is limited, and I realized that as I was 34 and 35, we had to do IVF. I think it's the worst thing that we do to each other as women, not share the truth about our bodies and how they work and how they don't work. And for the first time, she shares details about how the stress of their hectic schedules infiltrated their marriage. You write about at one point in your marriage that you and Barack went to marriage counseling. Why did you think it was important to share that? For those young people out there who think that marriage is supposed to be easy, and marriage counseling for us was one of those ways where we learned how to talk out our differences. What I learned about myself was that my happiness was up to me, and I started working out more. I started asking for help, not just from him, but from other people. I stopped feeling guilty. It's important for me to take care of myself. That's not on Barack. I know too many young couples who struggle and think that somehow there's something wrong with them. And I want them to know that Michelle and Barack Obama, who have a phenomenal marriage and who love each other, we work on our marriage and we get help with our marriage when we need it. Wow. Again, she was very insightful, very revealing, sharing stories that she has never done before, and it wasn't just limited to that. It can't be easy to talk about marriage counseling there. No, and I asked her, like, you know, why did she want to do that? And you heard what she said, because she really feels, because you see her now, you know, dancing and happy and the kids and all that, and she said it's so important, and she feels that, you know, our stories, all of our stories, unite us, and it's very important to be open and to let people in and to see what their lives are really like. And you've interviewed her quite a few times over the years. Is there a change
since she's left the White House 2 years ago? No. Well, there is a change because now she was Mrs. Obama in the White House. She's Michelle again, now that she's not in the White House and able to freely express herself. But the thing that has always remained the same about her, and we're going to show you something, she surprised her old high school. She went to a dance class there. They weren't expecting her. They didn't know. They thought the cameras were there because we were filming something else. She walked in, and they absolutely erupted in seeing her. And that is the thing that's been consistent with her. She really, they went on for quite some time, but she really wants to have an impact in young people's lives. That's why a lot of her initiatives when she was First Lady were dealing with children and trying to do away with childhood obesity and such. But it was totally unscripted that she was there. It was only supposed to get in and out. She spent an excessive amount of time, and the way the young people responded to her. And she said, you don't have to be in politics to be of service to others. And she does touch upon politics in the book. She's been staying out of the political fray, but in the book she has some words for President Trump. I want to put up something on the screen right now. And of course, he was propagating the whole birther issue, and she wrote, what if someone with an unstable mind loaded a gun, drove to Washington? What if that person went looking for our girls? Donald Trump, with his loud and reckless innuendos, was putting my family's safety at risk, and for this I would never forgive him. Because the rhetoric, because of the mistruths, because of the lies that he was saying about the birther situation that was not true. She's a mama bear. Maybe that's Michelle now. I'm sorry about that. It's I have an excuse. My wife had surgery yesterday, so I have kept the phone on. But she's doing great. Oh, is she? She's doing very well, yes. Oh, my goodness. Okay. So don't make fun of me, right? No, really. Saved by the bell. Saved by the bell. But no, but Michelle Obama is a mama bear when it comes to her family, just like how you are. You have the phone on because you want to know if Allie's okay. She wants to know that her family is all right. And when then candidate President Donald Trump was saying those things, it's just that it's something that she cannot forgive. So, and I want to be very clear, and she is as well, that politics is nothing more than a chapter in her life story. It is not her life story. It is something that she touches upon, discussing about the optics being different at the inauguration in 2016, as opposed to the two inaugurations when she was there, and she speaks about that. And she is really, I think also it's going to be surprising to a lot of people, her candor in discussing how people underestimated her, doubted her, but also her level of honesty and her self-doubt. Throughout the book, she kept saying, am I good enough? Am I good enough? And that's something as a woman. Even in the White House? Even in the White House. And even in the White, and that is something, there are a lot of times that there are going to be women that are going to be reading or watching the special on Sunday and nodding along. And that's, again, what she said. Her story is relatable, but it is not. It is so much more than politics. And I know that a lot of people are going to be picking up the paper today and seeing the headlines and that. It's such a small portion of her story, small portion in the book. But yes, what she said about the president and not being able to forgive him because she felt he was putting her family at risk. And the family that she went through so much to have. And you know, and which she put in the book as well. But her honesty has always come through. I think that's why she's always been relatable. I think that's why the reaction that we saw those young ladies have is the reaction that pretty much everyone has when they see her. Yeah, and she's going to go on this book tour. In fact, we're going to have her live on the program on GMA on Tuesday, and then that night she's going to be with Oprah Winfrey in the United Center. 23,000. Forget about a bookstore. Not a bookstore, but she's also giving away 10% of all the seats on this tour. 10% going to high school students, other women's groups, and that, because she wants to make sure that everybody has a chance to hear her story. So Oprah's going to interview in one Sarah Jessica Parker, Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, Phoebe Robinson, the list goes on, and the book is coming out on Tuesday. But she is really someone who I can't stress this enough, that she feels that our stories unite us, and that hers is the American story, and you'll see that when you read her book and you see the special tonight. Book is Sunday. Tuesday. The special is on Sunday night.
Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште една емисија на Маја Готви. Денеска сакала ви покажам нешто многу брзо и многу лесно. Знаете дека сите сме зафатени, сите имаме исклучително брзо темпо на живење. Веројатно многу од вас сега со почетокот на школската година мора да разнесувате деца. На работа многу ретко може да си подготвите нешто вкусно. Но јас денеска ќе ви покажам како да имате прекрасен оброк кој личи дека е од 5 звезди ресторан, а тоа да изгледа совршено, да има убав вкус, а да го подготвите брзо. Денеска ќе подготвиме еден прекрасен сендвич и салата во тегла. Обожавам тегли. Гледате дека ги користам често, ги користам за подготвување сосови, ги користам за декорација, ги користам за да ги прикажам него одредени намирници, меѓутоа денеска ќе подготвиме салата во тегла. Се гледаме во мојата кујна. Денеска ви кажав дека ќе ви подготвам нешто едноставно. Сите сме ние нели зафатени, многу ретко знаеме да готвиме, не дека јас секој ден готвам гулаш или нешто сложено. Многу често знам и да направам сендвич. Како што ви кажав многу пати до сега, навистина мразам да се фрла храна. Денеска имам остаток од кокошка која сме ја купиле, нормално не сме ја некогаш ја печеме кога е викенд, меѓутоа некогаш ја купуваме и тоа е сосема нормално во ова денешно време. Денеска ќе ви подготвам два прекрасни сендвичи кои се полни со убави намирници, со богат вкус и една салата во тегла која може да ја понесете доколку сакате утре дента на работа, меѓутоа јас мислам дека навистина кога ќе ја пробате веднаш ќе ја изедете. Имам две липчиња, овие ги подготвив вчера и се одлични денеска. Чувајте ги во завиткани во крпа за да не и во некое кесенце за утре дента да може да ги користите. Обични две лепчиња. Прво ќе го подготвиме сендвичот, ќе ги пресечеме на пола, нели сендвич. Прекрасни се и меки. Денеска се јад вчера. Ќе направам уште еден.